Продолжува реализацијата на проектот Македонија вработува. Овој проект се покажа како доста успешен и за фирмите и за граѓаните од најранливата категорија. За само една година преку ваквиот проект се вработиле 19.000 лица. Иако во услови на политичка криза која се повеќе се одразува врз економијата, ваквиот проект продолжува да се реализира како Македонија вработува 2. Истакна председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски на годишното роденденско излагање. Со ново најавениот проект ќе бидат опфатени 5 категории невработени лица, од кои првата категорија ќе се однесува на невработени млади до 35, при што работодавачот ќе биде ослободен од плаќање на придонеси и персонален данок во рок од 3 години за лицата кои ќе ги вработи. Долгорочно невработени лица од 35 до 50 години, на возраст од 35 до 50 години, при што работодавачот ќе биде ослободен од плаќање на придонеси за здравство и пензиско во рок од 5 години за лицето кое ќе го вработи. Услов е лицето во последните 15 години да било најмногу 5 години во работен однос и најмалку 3 месеци пред вработувањето да немало заснован работен однос согласно со мерката. Работодавачот е должен да го задржи лицето уште најмалку 12 месеци по истекот на периодот за кој што е ослободен од плаќање придонеси или вкупно најмалку 6 години со се оние 5 години кога ќе ги користи бенефициите. Третата категорија се невработени лица над 50 години, при што работодавачот ќе биде ослободен од плаќање на придонеси 5 години, односно 60 месеци. Услов е најмалку 3 месеци пред вработувањето лицето да немало заснован однос согласно мерката. Четвртата категорија се невработени лица над 58 години. Категорија на лица која многу тешко наоѓа работа на пазарот на труд. За нивното вработување работодавачот ќе биде ослободен од плаќање на придонеси до остварување на правото на старосна пензија на вработениот. Невработеното лице треба да е на возраст над 58 години и кое во последните 2 години пред вработувањето согласно со мерката немало заснован работен однос. Покрај најавата за проектот, Груевски најави дека веќе е донесена интерна одлука за инвестирање од страна на северноамериканска компанија во Македонија, каде ќе се вработат најмалку 200 луѓе.